На спортските терени покрај Масалница во населбата Оризари, Сдруженијето на граѓани Среќни луѓе од Кочани го организира завршниот настан на проектот Спорт за здрави навики кај младите во Оризари. Проектот е дел од регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан Reload 2, финансирана од Европската унија, а спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации UNDP, поддржан кофинансиски од општина Кочани. Низ проектот продефилираа над 42 учесници, со што е надминат планираниот број од 34 девојчиња и момчиња. На завршниот настан присуствуваат 33 деца и 4 најавија оправдано отсуство. Активностите организирани според програмата на тренерот Столе Тошев се реализираше во период од 6 месеци на спортските терени и во училишната спортска сала. Целта беше на конкретен начин да им се покаже на учесниците значењето на спортот за правилниот развој на младите генерации и зошто е корисно стекнувањето здрави навики преку спортските активности, што е постигнето. Истовремено, спортските активности одиграа значајна улога во подобрувањето на психофизичките способности кај младите, бидејќи придонесоа да се потикне надпреверувачкиот и самодовербата, дека можат повеќе и можат подобро. Тоа е постигнато преку практицирање на атлетски дисциплини, како што се трчање на 50 метри, скок во далечина и игра со топка. Сето тоа е спроведено на спортските терени и објекти кои претходно беа запуштени, но со делумно реновирање и присуство на децата повторно се стави во функција. Еден од најинтересните за децата настани беше проектната активност на спортско-рекреативниот центар Пониква на надморска височина од 1640 метри, каде покрај спортски активности беа посетени манастирот Свети Васили Велики, скилифтовите и други значајни објекти. Од големо значење се постигнатите очекувани резултати, кои се согледуваат во тоа што е даден придонес децата да се отргнат од зависноста од компјутерите и мобилните телефони. Потоа значително е подобрена нивната кондициона подготвеност, брзина и издржливост. Зајакнат е колективниот дух преку тимските игри со топка. Доктор Драган Чотодосиов преку прегледи и мерења на функционирањето на организмот и следење на здравствената состојба на децата го потврди позитивното влијание и развој. Од друга страна, значајно е и што со активностите на спортските терени учесниците успеа да мотивираат и други деца кои дополнително се вклучија во спортските активности и станаат дел од проектот. На завршниот настан сите учесници добија дипломи за учество и брошура преку која се потсетија на активностите во изминатите 6 месеци. Отстапена им е комплетна спортска опрема за да продолжат со активности. Фудбалските топки 10 се донирани во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари. Во меѓувреме, локалното спортско здружение Младост пројави интерес да формира фудбалска школа со амбиции за неколку години да прерасне во клуб. За истакнување и мощна значајна улога на општина Кочани како кофинансиер на проектот, чии представници ги следеа активностите, како и градоначалникот Лјупче Папазов, кој им даде целосна поддршка на младите учесници, посакувајќи многумина од нив да израснат во успешни спортисти.